Паметни изуми што ќе ги видите само во Јапонија. Еве ги 7 интересни и корисни изуми во Јапонија. Јапонија се издвојува по тоа што е втора технолошка најнапредна земја во светот и покрај незината големина, земјата можеби има само 126 милиони жители, но Јапонија успеа да воспостави солидна лидерска позиција во технологијата, науката и биомедицината. Има многу причини за овој напредок, но голем дел од овој успех се должи на иновативниот менталитет на младите. Нивоата на академски достигнувања се високи, бидејќи Јапонија троши повеќе од 3,5% од својот буџет за образование. Овој фокус на академски достигнувања се протега и во професионалниот свет, каде јапонските пронаоѓачи, предприемачи и инженери постојано создаваат нови работи. Како што ќе видите, некои од пронајдоците за кои ќе научите се, а некои од нив се уште ги нема кај нас, а цените се од 21 март 2022 година. 1. Паметна маска за преведување. Маска што преведува јазик. Измислена 2020 година. Просечна цена 50 евра. Покривањето на лицето и маските се вообичаени ширум светот денес, па логично е една компанија да профитира од оваа потреба. Паметната маска C-Face го покрива лицето на носителот додека истовремено го засилува и преведува гласот на лицето на 8 различни јазици. Употребата на овој генијален изум е навистина бесконечна и вреди за цената. Од дипломатија до туризам, маска што активно ги преведува вашите зборови, не само паметен начин да ја надградите вашата маска за лице, исто така може да ви помогне да запознаете секакви нови луѓе. 2. Подвижен фрижидер. Фрижидер кој доаѓа кога ќе го повикате. Измислен 2017 година, просечна цена 5000 евра. Развиен од Panasonic, јапонскиот Valking Fridge е нешто во што ќе уживаат љубителите на Black Mirror. The Valking Fridge доаѓа кај вас кога ќе го повикате. Подвижниот фрижидер на Panasonic, како што се нарекува, има вграден лидер. Фрижидерот може да ги користи сензорите за детекција на светлина, длабочина и да дојде до вас без да се судри со нештата. Кога ќе го повикате мини фрижидерот, тој ќе ви се приближи. Panasonic го дизајнираше фрижидерот за стари лица или за оние со проблеми со движењето, но секој може да го користи. 3. Летечки чадор. Измислен е летечки чадор во 2018 година. Компанијата што произведува чадори не е единствената компанија што се обидува да најде подобар начин луѓето да останат суви. Во 2018 година Ашаи Power Service Company го откри нивниот прототип на летечки чадор. Како што може да замислите, станува збор за заштита слична на дрон која лета над главата на собственикот. Наместо да држи чадор и да жонглира со актовки или торби за пазарење, Ашаи се надева дека луѓето во Јапонија би можеле да имаат поголема слобода со нејзиниот производ. Во моментов е спротивно на законот да се лета со беспилотни летала на оддалеченост од 30 метри од луѓето, така што додека тоа не се промени, производот не може да се користи на јавни патишта. 4. Уред за снимање мисли. Ги снима мозочните бранови на една личност. Измислен 2014 година, просечна цена 21,73 евра. Neurovir, технолошка компанија со седиште во Токио и Јапонија, измисли нов уред што го нарекува Neurocam. Неврокамерата ги снима вашите мозочни бранови. Корисниците прикачуваат паметен телефон на страна на главата и кога Neurocam ќе открие дека оценките за интерес на личноста врз основа на нивната активност на мозочните бранови е висока, таа го активира да го сними она што лицето го гледа. Овој уред звучи како изум на Lockheed Martin, но всушност е наменет за цивилна употреба. Замислите да видите смешна или возбудлива гледка на улица. Наместо макотрпно да го вадите мобилниот телефон,
Neurocam снима автоматски. 5. Паметен градник. Градник што се отвара само кога е вистинска љубов. Измислен 2014 година. Овој интелигентен градник со висока технологија им се отвара само на оние што него носат кога е вклучена вистинска љубов. Но како? Бидејќи внатре во оваа јапонска долна облека има сензори кои го мерат пулсот на оној што го носи. Сензорите се поврзуваат со апликацијата што ја имате на вашиот Apple, iPhone или Android, а мобилната апликација ги чите податоците од сензорите за да утврди дали пулсот нагласува вистинска љубов. Кога пулсот е стимулиран од автономниот нерв, кој пак е под влијание на ослободување на катехоламинот на надбрежната медула, градникот се отвара. Равиоур го нарече овој изум, кој се уште не е комерцијално достапен, тестер за вистинска љубов. 6. Телефонски говорници аквариум. Старите телефонски говорници претворени во резервоари за златни рибки. Измислено 2011 година. Просечна цена 4510 евра. Градот Осака во Јапонија беше домаќин на Canvas проект, голем уметнички фестивал. Клубот Goldfish одлучи да го направи Canvas проект на свој начин, претварајќи ги старите телефонски говорници, кои сега се неважни од компаниите како Apple и Android, во резервоари за златна рибка. Уметничкиот фестивал постои од 2011 година и тогаш беше поставен првиот аквариум во телефонска говорница. Клубот Златна рибка е дел од Универзитетот за уметност и дизајн во Киото и е основан од студенти од втора година во Киото. 7. Транспарентни јавни тоалети. Транспарентен јавен тоалет кој станува непрозирен кога ќе ја затворите вратата. Измислен 2020 година. Просечна цена 0 евра за користење. Токио е една од најпопуларните туристички дестинации во Јапонија, а градот најави уште една атракција – транспарентни јавни тоалети. Тоалетите имаат прозирни обоени ѕидови пред да бидат зафатени. Откако вратата е затворена и закучена, тие стануваат непрозирни, така што никој не може да види внатре. Како што пишува The New York Times, јапонскиот архитект Шигеру Бан е дизајнерот за овие уникатни тоалети. Бан го измислил прозирниот тоалет од две причини. Прво, прозирните ѕидови им овозможуваат на луѓето да видат колку е чист тоалетот пред да влезат, и второ, прозирните ѕидови им даваат до знаење дека никој нема внатре.